И откако ќе одговориш на сите прашања како поминавте, кај бевте, шо бевте и зошто, што преследно? Почна пазарење, брат. Оти пред да се оди на одмор се знае се празни фрижидеро. Чистка. Не сме ништо да не се расипи нешто ка. Евентуално некоја теглајвара која чуваш во фрижидеро. Пошто то нема смрт. Така што сакал некел ти, ќе мораш да на пазари. И така би да ти кажам право, се вративме од одмор, првото нешто што направив другиот ден беше на пазарење. И само што влегов во првиот маркет, одма слушнав еден така милозвучен глас што ме потсети на една тема што си ја правиме муавет секое лето, а тоа е гласот на диаспората. Ехото на Стара Македонија. Гласот што дури гледам и политиките го барат. И би навлегол и на таа тема, мај, да не влегвам. Оти во скроз друг правец ке фати емисија. Вака ќе си ја тераме по наши. Божи, ајде бате, пуштај шпица и ојме. Како што можеш да познаеш балканец од далеку на плажа, така се познават и луѓето од диаспората од далеку кога ќе се вратат. Се ги речи шо толку шо има. Има бат, сега ќе ти кажам. Прво и основно се познават по облеката. Кај нас тука си сме малце специфични, кога ќе се излегва се знае како се излегва, кога ќе се в маркет се знае како се в маркет и така натаму. Тие таму многу не му се замарат за овде како треба, си прат како што му беше нормално. Така треба биде. И така на пример можеш комотно и видиш по мајца шорци навлечка на широк сокак. Нешто што за толчанец е невозможно да не речем. Помладите примери што се од Австралија дојден или од негде исто може да видиш по оние на кимоно вака до тука што се отворени. Такви кај нас не постојат пошто овде промаја постои. Промајата шиба тука. Ако ти отворено овде ќе те скини промајата, затоа не се продава. Таму зборо промаја не постои. Мислам нашите си го користат, ама во глобалата промајата само тука постои на Балкан. Сега се најди некој паметен ќе речи постои бриз се вика. Не е исто. Бриз е благо ветре, што може да и на отворено и сегде и да. Ќе речи некој I feel the breeze. Можеш секде да го осетиш тоа. Промајата наша си е специфична. Таа дува само на одредени места. Ако се врата и џам отворен или нешто, да не осеќаш ти како ветар да небате во коските се осеќа. Во сршта длабо. Исто така можеш да ги познаеш и по начинот на движење. Ти овде кај нас се знае, кога излезеш на широк сокак вате, лезе, турниме на киниса, стапни, прицни работата, полека. И ако видиш некој облечен или предотеран или недоволно дотеран и брза малку, не е од тука. Пошто нема за кај се брза. Остај ти таму во свето што е времето пари. Тука нема време кај нас. Не постои време. И то дотервањето треба биш дотеран, ама дотеран на одреден начин. Не да си нешто предотеран премногу или така по мајчи издезен како. Има одредени параметри. Ај седиш озбој, оти што ќе речи народ. Му било гајле на луѓето што дојдени од негде што ќе речи народ, ама нема врска. Исто така пример ќе ги видиш лаба вода, не стегнати, не надуени, недосредени, без замарање, а вам одат на улица биди виден. Кај што нели треба го подсобериш стомако малце да се поднамести, да се прешминкаш, се треба. Немаш ти туку така по широк сок. За можеш, ама знаеш како? Кој те праши? Исто пример во маркетите. Пошто спомнав на почеток, да не речи да и заборај. Како ќе познаеш дека некој од странство в маркет. Многу лесно брат, ако влезиш после 1 сат во жешкото или поручек некое време, сите повозрасни луѓе што ќе видиш внатре не се од кај нас возрастните се знае. Станват од Сава или одат на пазарват, мош ки фати жешкото, ама до тука негде се прибират, и после треба ручек, треба ракиче, салатиче, треба не може тој така да излегва после евентуално до кладилница негде, на пиво, до комши, на кафе, тука да не мора да се вози во околината, оти веќе некој ракич има мана. И нормално во жешкото не се излегва. Јарно, ама за луѓе што се дојдени од кај што свети сонце секој ден, ова жешко нашето многу немумен. Баш кога тие си знат во маркетите ерконо работи, еркондишен бате, надвор пекол, натре каме. Комбинација срце фуда. Ќе си влезат, ќе си се прошетат малце, ем дома да не дува ерконо џабе, ем ќе си на пазарот што му треба свежо. Јако ми е што порано на пример идеа луѓето и не правеа многу успоредби со цените, ти знаеа дека се е поевтино кај нас. Арно, ама денешно време и не е баш така. И затоа многу често по маркетите може да чуе скапо. Ова кај нас е толку. Зошто е скапо? И ние се прашуваме истото нешто, госпожа, ама ете, никој не дава одговор. Цените одат упорно нагоре, платата останува иста. Пошто знаеш како? Кој те праша? Што демек поскапи животи ти треба плата поголема зема? Демек фамилија нешто? Кој те прашва бе бат? Чиниарна го не биди здрав и жив. Си ги помош чарето си го најдиш негде. Седиш озбор. Кој рече дека треба задоволен да биде? Кој рече дека треба ти стигнува да снаоѓај се таму? Како ќе се осеќаш жив иначе треба се снаоѓа? Седиш озбор. Ти кога на странците шута тука му е скап. Со нивниот стандард и плати и пензии. Што да речиме ние? Нарно, кој те праша? Исто така многу често си зборат на Вибер на Инстаграм за се разберат со тие што се дома останати што сакат да му купат. Јогурт грчки, ти грчки, македонски ќе ти купам. Што му фали? Мрсен јогурт е. Ти во право е жена. Ако јаиш, јај. Шовилото на одмор дојден се ќе пазиме. Лавај си
ја душата. И за муавето ги испадни 7 прислушкувам луѓе, ама ствар скроз случајно се годи овие муавети да ги чујам. Стално барам нешто по рафто и не можам да видам и го слушам од негде од позади муавет. И следниот муавет е еден од пред 2 години бев неја, па токо што беше тако. Уште го прат. Како? Стрикот и со колата креш направи, во дупките влезе. Еве го без кола сега. Шо е ова пато не направи? 2 years, 2 години еден пат. Да ти одиш да потапшаш порамо, речиш госпожа, уште 20 години нема го направи. Иш имат заборавено некои луѓе оти се заминати од државата. Сам не викам дека тој е одговор. Напротив, треба сме сите тука и да ги решаваме работите, ама там да речам ги разбира. Никој не заминва, оти многу му било убо на душа. Обично луѓето заминват заради тоа што немат друг излез. Гледат да си го најдат чарето, да си го подобрат живот. Исто на пример кога си дојдат особено помладите од негде од странство, нормално дека сакат да излезат и малце да почувствуваат ноќниот живот во град. И како ќе познаеш кои луѓе не се од тука во клуб или во кафе? Многу лесно е. Прво и основно по фаците. Буквално друг израз на лица имат луѓе што се негде странство живеени и луѓе што се тука живеени, што е нормално. Поинаков му е ставот, држењето му е поинакво. Друга работа ги познаеш пошто прв пат ги гледа. Градоите кај нас тие се ват. Луѓето тие. Ако си од Битола ги знаеш 90% од луѓето, ако не знаеш ти, тој до тебе ги знае останатите 10. Ако никој не ги знаете кои се луѓето, не се од тука. Трета работа и можда најочигледна како ги позна. Сите келнери околу нив се вртат, брат. Како муви на сладко ќе речи. А видат некој чујат таков милозвучен диаспорски глас во близина тука, ват. Оти ќе речи, те луѓето во странство имат навика, имат култура да го испочитуваат тој што ги служи, да го почаст. Не дека ние немаме таква култура, ма балканците обично частат кога фатат в кладилница или платат ако ќе дојде или кога ќе сакат нешто или треба да има причина туку така ретко кој да. А во развиените држави во светот тоа е обичај. И нормално и да сум таму и да ќе да послужам. Кој да послужам другар ми што ќе ми седи намазаш и ќе ми пие кафиња на моја сметка. Што ако не му даеш утре кафе ќе ти се налјути? Ако пие кафе цел век без пари? Никогаш нема задоволен да биде дека секој ден го части. Уште и мана ќе ти најде. Ај па ти синкиро твојот джеб ме части. Уште и крив му си. Исто така го седниш на кафе, можеш и по движењето да ги познаеш. Пошто на пример ние кога ќе се движиме по широк сокак, не знам зошто, особено младите. Ако се 10 души излезени, 10 души еден до еден се вака нареден. Како фалангата на Александар. Ше копијата му фалат, а еден до еден нареден и мислиш нивниот пат. Странците небитно колку се, по двајца, по тројца се обич. Еден за друг ќе си одат, ќе си гледа. Пошто нормално гужви има, треба сите да поминат. Не можеш ти 10 души вака наредени и се туркат низ луѓе директ. Битно формацијата да не се раси. Шо ќе беше то ген терање се. Исто така кога ќе дојдат странците се излекват фамилиарно веќе и видиш мајката, таткото, децата, возрастни, внуци ако има, сите комплет излезени. Ќе ти излезел битолчан со мама и со тато или со некој ќе ти шетале заедно секој ден. Шанса не, то може еднаш некогаш ако има некој настан или ако прат некој ручек битен, па тука негде. Тинејџерка битолски ќе ти излезат со мама со тато по широк сокак. Шанса не. Ништо нема да излезат, уште ќе му се развика. А оди бега не ме срами. Како можеш бе родители да те срама? Сам добро, аз разбирам дека има родители што стварно можат да те усрамат во јавност, ама да си стално усрамен од родителите, малце ми чуден концепт, ама добро. Ќе го дочекам и јас деново ми речи Адам, ај тато оди или пред мене или зад мене, не ми се мавтај тука, а тоа ќе видам. И мислам дека доста е за денес. Благодарности до милозвучниот глас на диаспората што ни дава вакви убави материјали за зборање. Благодарности до вас што не гледате, останете си на програмата, ние се гледаме наредна епизода. Поздрав и имајте убав ден.